ова издание на вестите во отвореното студио, во мобилното студио на телевизија Нова. Во нашиот автобус сме со господинот Змејковски, еден од основачите на ВМРО ДПМН и кандидат за пратеник во првата изборна единица на парламентарните избори на 11 декември. Господин Змејковски, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време да гостувате во нашето мобилно студио. Добро вечер на вас и на гледачите на ТВ Нова. Бевте дел од првиот парламентарен состав, еден сте и од основачите на ВМРО ДПМН. Кој е мотивот после повеќе од можеби 20 години повторно да се најдете и на кандидатската листа и да бидете еден од главните претенденти за нов мандат, бидејќи сте трети на листата во првата изборна единица? Кој е мотивот повторно преку на ваков начин, иако и досега сте работеле за оваа идеја, меѓутоа преку кандидатската листа да се борите за влез во парламентот? Видите вака, мотивот сигурно мора уште самиот почеток да кажам дека не е личен. Мислам, бидејќи дали многу пати има во јавноста се коментира некои кои се луѓето пред се присутни во политиката и пред се ако таму добиваат некаква финансиска надокнада, дали е тоа плата, се коментира дека еве политиката и преку политиката за животот. Од тој аспект јас не сум таму, него бидејќи имајќи во предвид сето ова што се случуваше на Македонија наназад пред се овие 2,5 години, ја никогаш не сум бил надвор од политиката, иако можеби јавно не сум бил во, така речемо, историјните први редови на политиката наназад повеќе години, но секогаш сум бил индиректно поврзан во политиката, бидејќи тоа ми е на некој начин не мотивација, него тоа ми е обврската за мојата татковина. Пред се овие 2,5 години наназад кои се навратиме, иако и наназад, не само тие 2,5 години, повеќен период, секогаш нешто се работи надвор дури што од политиката во прашање кое е за Република Македонија. Тоа дојде до израз поише овие 2,5 години задните, која веќе се активираа секакви мрачни сили, ја што ги нарекувам, изроди во Република Македонија, во нашата држава, и кои што пред се заднев не важи правилото иди со програма на избори, нека народот каже кој сака да ја води државата, па тогаш да дојдат на власт, него напротив, тие секогаш доаѓаат на некој начин со некакви смутови, со некакви игри, турбуленции направат во животот во Република Македонија. Тие 2,5 години го држат цел македонски народ, сите граѓани во Република Македонија во заложништво од сите аспекти. Најпред слободно движење нема во државата, стопанството стагнира. Ние сме сведоци сите дека не на политика која што се водеше наназад од страна на владата на ВМРО ДПМН, предводена од и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, дека состои на претокот во сите сегменти на животот во Република Македонија. Некои можеби сакаат дека има некакво, што јас знам, што викаат чаробно стапче, како тама се вика, па преку ноќ сите работи се променат. Но факт е дека за овој период наназад доста работи во Македонија идат на позитивно и сигурно дека тоа им сметаше. Им сметаше на повеќе, им сметаше на тие од надвор што не сакаат да видат Македонија како целовита, односно да видат Македонија како суверена и самостојна држава. Им сметаше на овие кои што сакаат да дојдат на власт, не можат да дојдат на друг начин, освен да со подигри и судари на сопствениот народ и сопствената држава. Тоа е еден од мотивите, можеби основниот мотив што јас сум повторно присутен заедно со помладата генерација во политиката и пред се во македонскиот парламент. Споменавте мрачни сили, мрачни сценарија наспроти оној концепт на проекти и идеи за да се презентира пред граѓаните на тој начин да се дојде на власт. Во овој контекст уште едно кусо прашање, како гледате на она што сакале или не ќе станува фокус, еден од главните фокуси на оваа кампања, оние идеи за двојазичност, кантонизација, федерализација беа споменати на денешниве митинзи. Сметате ли дека такво нешто има реална подлога или не? Па видете, не случајно тоа е впишено во програмата на СДСМ. Иако тие првин страмежливо, не знаева на кој начин дека тоа афирмираат, така што нивниот лидер и човекот кој што го врши можеби најголемото во поновата историја предавство за македонскиот народ и македонската држава, од тие тоа го кажа надвор од границите на Македонија, тоа го кажа пред се во Швајцарија, за покасно се чуди сами дека не кажал такво нешто, па дури обвинуваше дека тоа го кажал претседателот Груевски, нашиот претседател на ВМРО ДПМН. Смешна работа, мислам, по кузна кој пат се гледа нивното лажење. Ние сите знаеме дека свеста е на многу високо ниво во Република Македонија, кај граѓаните во Република Македонија. И така што мислам дека тие потези негови се самоубиствени во политиката.
затоа ја пате кажам дека можеби тоа е најголемата мотивација. Најголемата мотивација дека оно што пред 20 и кусур години, пред 25-6 години го градиме Македонија, што за прв пат ние успеваме заложбите и стремежите на многу генерации македонци пред нас, нашите што вика татковци, дедовци, прадедовци така натаму, да ги удриме првите темели и да успееме во таа заложба за една суверена самостојна македонска држава на овој простор кај што имаме сега. Тие заложби на кој начин кога гледаме ние дека некој сега ги подкопува тие темели и сака да ја руши кој што правила овие 2,5 години наназад, рушејќи ги институциите, зградите на институциите на власта, кои што се нешто убавина за секој град, за секој веле град, односно за секоја метропола на било која држава. Сигурно дека тоа се причините што јас мислам дека не само ја, него и машко и женско, старо и младо, овие избори ќе мора да бидат активирани, да излезат и да испратат силната порака на сите такви предавници кои што сака да се занимаваат со политика во Република Македонија, дека не ми е местото тука во политиката. Односно, казувајќи го сега непосредно Зоран Заев, а со тоа и политиката на СДСМ која што е спроведила, лажна политика, на сење на ветер и магла само, и продавање на нешто што е најсвето во секоја држава, нормално во нашата држава, тоа е суверенитетот и независноста и поделбата. Едноставно тука он сака да наметне кантонизацијата и поделба на територија на Република Македонија. А ако тоа е платено за тоа, ние останатите граѓани на Република Македонија не сте платени, не сте продавливи за било која цена за такви потези, да испратиме на силна порака сите заеднички дека на таквите политичари не има место во Република Македонија, односно доколку некој мисли се пазари со најсветото, со државата, со нацијата, да воопшто не почне да се занимава војна со политика. Уште едно кусо прашање, убеден сте во голема поддршка за разлика од вашиот опонент како на државно ниво, така и во првата изборна единица? Со оглед на она што е во програмата? Како мислите? Дали сте убеден во помасовна поддршка за разлика од вашиот опонент, особено во првата изборна единица и на државно ниво со оглед на програмата? Јас сум сигурен во тоа, дека ВМРО ДПМН ќе добие огромната поддршка овој пат. Секогаш нели се побарува бројката за да има една стабилна, да не се случи да уцени било какви работи, тоа што веќе на некој начин огинот го распали Заев, а тој сиромашкиот сигурно не е само по негова желба, неговата преголема потреба за да дојде на власт и неговата подмитлост и платеност од наредбодавачите на таквите идеи ги спроведе во нашата држава и се врската за тоа го спроведе. Сигурно дека за да не дојде до тоа сценарио, да не дојде до некакви понатаму што јас знам да бидеме сите заложници на таквата политика што ја води Заев во Република Македонија, ние побаруваме 60, секогаш се спомнува 63 пратеника да има една стабилна влада, која што ќе биде цврста, стабилна и ќе заврша сите овие агонии што на нас се влече во Република Македонија. Јас сум, морам да кажам, оптимист дека не 63, 65 минимум пратеника би требало да бидат и повеќе. Овој пат мислам дека така катастрофално ќе изгуби Зоран Заев на чело на СДСМ, што мислам дека претходните сите биле подобри избори за нив. Ви благодарам што дојдовте време да гостувате во мобилното студио на телевизија Нова. Благодарам и на вас. Студио, тоа беше разговорот со господинот Борис Мековски, кандидат за пратеник во првата изборна единица од коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Доколку имате дополнителни прашања, повелете.